Министерството за здравство воопшто не ги сослуша препораките од граѓаните, од 72 невладини организации, од стручните здруженија на гинеколози и секако од меѓународниот фактор во однос на повлекување на овој закон од титна постапка и идење на истиот по редовна постапка, односно обезбедување на поширок консултативен процес во однос на донесување на нов закон. Сакаме да кажеме дека министерот и Министерството за здравство во изминативе 10 дена користеа парцијални аргументи, користеа докази кои што не се релевантни во однос на социокултуролошкиот контекст на оваа држава, фаворизираше здруженија кои што се против правото на абортус и на крај почна да делегитимира, да ги стигматизира и да ги потценува сите оние кои што денеска застануваат во однос на одбрана на правото на слободен избор. Значи, ја информираме јавноста дека со дополнителните амандмани кои што во меѓувреме беа донесени, се уште новиот закон за абортус го ограничува правото на слободен избор. Останува доставувањето на писмено барање од страна на жената, останува задолжителното пристрасно советување во кои се вклучени и предностите од продолжување на бременоста, останува 3 дена на чекање по задолжителното советување, писмената согласност, секако на што најмногу нас не интересира, кои се актите на советување, сужаци дека самиот закон се уште не е сеопфатен, односно не е интегрален. Она што исто така сакаме да укажеме на оваа наша пресконференција тука е дека ние не застануваме тука. Оно што нашите наредни мерки се барање од страна на претседателот на Република Македонија да не го потпише самиот закон за прекинување на бременоста, а исто така понатаму ќе гледаме да го спориме овој закон и на Уставен суд. Исто така сакаме да кажеме дека понатаму ние ќе продолжиме да информираме јавноста, да ја подигаме свеста околу сексуалното и репродуктивното здравје. Она што на оваа држава и треба е подостапна контрацепција, е потребно сексуално образование, е потребна родова еднаквост, а не и се потребни штетни закони кои што сушност само затираат во човековите права и на слободи и допринесуваат за промовирање на родовата нееднаквост. Во име на сите оние кои што протестираат оваа недела, да апелираме до сите пратеници да не го гласаат предлог законот кој што е денеска повторно станат на седница, а особено апелираме до пратеничките од сите политички партии, значи се надеваме дека нема да ги прецениме и дека тие ќе покажат. Практично овој предлог закон е лахмут тест да видиме дали квотите го дале очекуваниот резултат. Пратеничките по 3 мандат седат поради квоти таму и доколку изгласаат ваков закон, ќе ги држиме за одговорност и ќе бараме укинување на квотите во Република Македонија. Ова е последен обид да спречиме донесување на еден закон и повеќе демонстрација на отпор против силеџиството што го демонстрираше министерот во целата постапка околу неговото донесување. Она што всушност го имаме сега на гласање и против што се залагаме всушност да се спречи е козметички нашминкан закон кој се уште ги носи суштинските проблеми, а тоа е задолжителното присилно со закана од санкција советување кое не знаеме какво ќе биде, односно според одредбите веќе знаеме дека е пристрасно, односно ќе биде пристрасно. И втората работа се сите оние административни постапки кои, вклучувајќи ги 3 дена, да не заборавам тоа, значи суштинските проблеми кои претходно ги имаше самиот предлог остануваат, така што не знам веќе на кој начин ние можеме да ги спротивставиме аргументите во отсуство на една нормална и цивилизирана дебата.